Тутунска банка, банка на неделата. Шуќур нешто да се деси во државава, нешто што е по светски стандард. Филмски грабеж, почитувани дами и господа, бе, Синкир Холивуд. Овај филмов вредеше за сите пари. Филмски грабеж во НЛБ банка, 40 годишен скопјанец вработен во банката, синоќа од трезорот украл околу 3 милиони евра. Грабежот се случил на следниот начин. Еве сега штуки, ке ти ја открија мојата тајна. Само треба да ја подадеш раката. Деца, на вистина вреди да се штеди. Значи, никогаш не сум му вервел на овај Штурецов. Паметен, види го ти него, мравки веќе работат цела година ќе штедат, за да мој Штурецов после еден ден да влезит в трезор и све да помети. Парите од трезорот ги ставил во црни кеси во вкупна вредност од 2 милиони франци и 270.000 евра. Пари во различни апоени. Потоа, во црните кеси ги изнел од банката без никој да го забележи и избегал во непознат правец. Да, например, да излезиш со црни кеси од банка, тоа е така, сосема нормална работа. Тоа е секојдневие. Никој не би се посомневал. Дури ако се посомневат некој да ти речи, кај веш бе, со црни кеси вака? Журка имаше во Трезоров, па реков да го подсобериме ѓубрето, да ја подзачистиме банкава малце. Да не се мачи чистачката утре, уживај, јас све исчистив. Никој ништо нема приметит. Уше по некое тровче остана во Трезоров, ама незаприметливо е. И најако ми е, секојаш кој ќе се случи ваков криминал, на вести кажуват, ги украл парите и избегал во непознат правец. Глупо е да избегат во познат правец. Така одма ќе офатат, филмов ќе заврши, душе не почнат. Треба да си постои конкретно место, кај што сите што крадат пари, таму ќе се собират. Например, не знам, собрание. И на вести тоа ќе викат непознат сторител, ги украл парите и се упатил кон собрание. Имат логика. Првото што ќе опрашат полицајците во станица осомничениот, добро, зошто го направи грабежов? Знам зошто. И јас знам. Украл 3 милиони евра, а веројатно ќе го осудат на околу 5 години затвор. Простата математика вели 5 по 365 се 1825. 3 милиони поделено на 1825 е еднакво на 1600 евра дневница. Знам зошто. Сега знам зошто. Пратенициве беа уште понервозни денојве. Братов во еден ден ги реши. Тие колку што земат месечна плата, тој толку во еден ден дневница ќе земат. Каркао! Веќе ни самите не знаат кој со кого е другар, кој со кого е партнер, пријател, непријател. Гледајте. Самотно, се да сме дека не треба да има промена националните символи. И крај на мобетот на таа тема. Но на што? Крај на мобетот за вас. Така е. Океј. Да, така, добро сега, мислам, океј, да не се расправаме на телевизија, дома ќе одоправиме муабетот. Ти реков, кога сме на телевизија, јас ќе бидам мажот во куќата. Дома после све чуда ти дам. И уште тече конститутивната седница. Седницата тече, а ништо не се менува. Па Игра на тронови, мислам дека детска серија е во споредба со ова. Ке видите, ево, гледајте. Уште 2 недели нека потрајат конститутивната седница и ќе се откриет во јавноста дека Заев му е сестра на Груевски, а Али Ахмети им е вонбрачно дете. Не се секирајте, ние ќе си останиме народот. Значи, толку си контрет меѓусебно, ми се чини дека во банани лепење појаки се и од НБА. Ќе морам, кога се дофрла, ќе морам да ќутам за да... Поле. Дојдеме на ред. Треба да чуете овде? Претходно е прихватил платформата на тој. Баш! Прво
generosa. Evo. Ако 120 луѓе, ево, колегите излегуваат надвор, им благодарам. Great blocks you will ever see. Splitter war back. Exquisite timing. Да, неверојатен тајминг. Какви банани кркаме сите, само никако утакмицава да заврши, да видиме кој ќе победи. Now to sport with Meredith Sheehan. Да, зборбевме за маникир. Не, за спорт. Ова ја исто изгледа. Гаќите ја стеге. Ево, гледајте. Ова е класична реакција која ти се подскинит ластиче на гаќите и ќе те подштипнит малце. Now to sport with Meredith Sheehan. Оу, леле. Зато не купвете гаќи ефтини. Време е за спорт. Македонски спорт. Следуваше период во кој гостите како да ги засилија нападите со цел да го изранат резултатот. Дали осетивте како гостите ги засилија нападите? Абе, то крв се лееше на теренот. Еве, да го видите на забавена снимка, пошто многу е динамичен надпреваров, немој да се примети. Следуваше период во кој гостите како да ги засилија нападите со цел да го изранат резултатот. Значи, се чини како сите да халуцинираме. Нема гости, нема напади, битен е процесот, не е резултатот. Беше досуден слободен удар за гостите, некаде на средината од половината на кет гол. Рече се од 35 метри, Александар Георгиевски упати мощен, силен и прецизен удар, во кој топката заврши во самиот агол на немокиот голман Богдановски. Уха! Голов не отрезна. Голманот беше немоќен. А дали го видовте Голгетеров каков гест направи кон публиката која броеше вкупно 4 гледачи? Еве на сликава се гледат јасно, 3 и 4-тиот сликат. Видовте? Дали го сумивте голот? И оправдано. Сосема оправдан гест. Човекот се потруди, греота е никој да не го види голот. А ако земиме во предвид дека во публика беа горе-долу 4, значи средно статистички, во моментот на голот, еден од нив зеват, друг плюка семки, трет е на телефон се расправат со жена му, а на утакмица сум, не ти се дерам. И останвит само еден кој евентуално би го видел голот. Зато ова е оправдана реакција. Лепа Брена се обиде да го направи истото, да ја воодушевит публиката со еден класичен stage diving. Не знам, јас би рекол неуспешно, пошто жената не сваќат дека таја е Лепа Брена. Немој таја лошо да падне. Зато место да падне, ко да подседна малку. Не бев сигурен дали ова е пад во кариерата или кореографија. Толку е лепа, што лепо пада. Лепа Брена, лепо пада. Иначе не знам дали имате приметено, земјава наша мила и сакана врие од странски инвеститори кои константно се судираат со проблемот. Младите не сакаат да работат во фабрика, значи џабе се отворија фабрики на секаде, на секој чекор, кога никој од младите не сака да држи ништо друго во раката освен смартфон. Епа, како ја ви кажам, образованието е сила, образованието е моќ. Тоа е то. И за крај, бидејќи е време на великденски празници, ние се уште се молиме дека оваа година Џокси конечно ќе ја пронајде таа во која се заљуби пред многу години, точно на Великден. Ајде Боже, ти ми помогни.
Нека помножи за многу години.